Gavril Svetogorec, episkop Velički od manastirot Volesnovo, na 12. januari slednata godina da bide proglasen za svetec. Ovaj predlog od koji Bregalničkata eparhija го доставила до комисијата за канонизација. На овој начин сакаме да го одбележиме јубилеот 50 години од возобновувањето на автокефалноста, а 12. јануари е денот на упокојувањето на Гаврил Светогорец. Кажа за телевизија Стар неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион. Постапката за канонизација МПЦ ја почна пред 6 години. Комисијата за канонизација ги има комплетирано сите потребни документи за неговите дела и завршени се сите постапки за неговото официјално прогласување за светец. Дел од македонските портали пишуваат дека веќе е изработена и икона со неговиот лик, а нацртани се и неколку фрески како светец во некои цркви. Според нив, за прогласување на Гаврил Светогорец за светец се чекало да се обезбедат ставовите на останатите православни цркви во поглед на неговото канонизирање, поради моментот што неговото упокојување е во период кога МПЦ официјално не е признаена во православниот свет. Гаврил Светогорец, епископ Велички, почина на 12. јануари 1990 година во својата келија во манастирот Волесново. За епископ Велички е хиротонисан само 5 месеци предходно, на 28. август 1989 година. За архимандрит е избран на 30. јуни 1981. Тој во источниот регион ужива голема почит, поттука можноста наскоро да биде прогласен за светец, овдешните жители ја пречекаа со радост. Од Македонската православна црква заслужува светецот Свети Гаврил Светогорски да биде светец на овој источен регион. Личноста или светецот иден заслужува. Ова ќе биде трето во низата прогласување на светци што МПЦ го прави во својата понова историја. Пред неполни 4 години за светци беа прогласени Евнуви, Пајси и Авераки под заеднички надпис Пречистански преподобно маченици во манастирот Света Пречиста Богородица во близина на Кичево. Потоа во Битола беа прогласени за светци 40 битолски преподобно маченици, убиени од османлиите кога ја зазеле Битола.